Штипското комунално предпријатие ИСАР е едно од поретките во земјава која од регулаторната комисија бара намалување на цената на водата за 2018 година. Градоначалникот Благој Бочварски вели неспорен е фактот дека во текот на изборната кампања ветил намалување на цената на водата за цели 10%. Ги направивме сите анализи и дојдовме до сознанија, според тие анализи и истражувања, дека за оваа година ние можеме да си дозволиме само 5% да намалиме цената на водата и во наредниот период во наредната година уште 5%, затоа што ни треба да ги намалиме и непродуктивните трошења. Тоа веќе почнахме да го правиме и ќе си дозволиме да побараме од регулаторното тело намалување на цената на водата за 5%. Бочварски забележува дека законот за одредување на цената на водата од страна на регулаторната комисија не е добар. Во текот на наредниот период локалните власти ќе бараат и негова корекција. Они имаат одреден закон по кој што функционираат, одредуваат одреден минимум колку таа може да биде цената на водата. Јас ќе побарам да ни биде дозволено малку послободно да функционираме, да работиме, но сепак мора да има и одреден регулатор кој што ќе регулира цената на водата за да не се доведе во ситуација да крахира одредено предпријатие во некоја општина, каде што можеби ќе се претера со намалување или зголемување на цената на водата, но законот не е добар вака како што е. Јас веќе побарав од премиерот да се разгледа таа состојба, како тоа да се изрегулира и во наредниот период да регулаторното тело функционира, не е потребно, но под други околности со друг закон. За сега регулаторната комисија има првични проценки за покачување на цената на водата во Кочани, Виница и Берово, додека во Пробиштип таму граѓаните ќе пијат поевтина вода. За сега ова не е конечна одлука, но на почетокот на 2018 година ќе се знае кој на истокот ќе плаќа повисоки, а кој помали сметки кон комуналните предпријатија.